Секој ден се појавуваат нови меме коини, а некои од нив добиваат огромна ликвидност буквално за неколку часа. И кога ќе видиш токен што прави милионски промет истиот ден кога е пуштен, нормално е да се прашаш како е можно тоа толку брзо. Најчесто се почнува на платформи како Uniswap или PanFun. Креаторите прво додаваат почетна ликвидност, односно внесуваат крипто во liquidity pool за луѓето воопшто да можат да купуваат и продаваат. Без ликвидност токенот практично не може да функционира. Но интересниот дел е што денес се случува многу побрзо од порано. Штом токенот се пушти, веднаш почнуваат ботови, телеграм групи, X профили и инфлуенсери што го шират низ социјалните мрежи. Во многу случаи хајпот почнува уште пред ланчот. Луѓето веќе чекаат адреса од токенот за веднаш да влезат. Тука почнува и првиот огромен промет. Друг важен дел се автоматските системи што одржуваат ликвидноста на DEX платформите. Колку повеќе луѓе тргуваат, толку повеќе расте liquidity pool-от. А кога ќе почнат да влегуваат трейдинг ботови и системи што ја користат разликата во цените меѓу платформите, ликвидноста дополнително расте. Особено кај Solana меме коините каде што трансакциите се многу брзи и ефтини. Поради тоа, денес некој токен може да стигне до десетици милиони промет за само неколку часа. Но тоа не значи дека проектот е квалитетен. И тука многу луѓе прават грешка. Голема ликвидност не значи автоматски дека токенот е безбеден. Многу меме коини имаат огромен старт, а после неколку дена целосно исчезнуваат. Некои креатори ја повлекуваат ликвидноста и прават rug pull. Други едноставно го губат хајпот кога луѓето ќе престанат да зборуваат за нив. Има и токени што прават милионски промети, а никогаш не стигнуваат до поголеми берзи. Во моментов меме коин пазарот функционира многу повеќе на внимание, брзина и социјални мрежи отколку на вистинска вредност за проект. Ако токенот стане вирален, ликвидноста може експлозивно да порасне, но исто така може и многу брзо да исчезне. Понекогаш и поголемите берзи дополнително зголемуваат ликвидноста ако токенот почне масовно да се спомнува на интернет. Тогаш уште повеќе луѓе влегуваат во тргување, а прометот дополнително расте. Но токму тука е најголемиот ризик. Многу луѓе гледаат само дека токенот лета и влегуваат без да проверат кој стои позади проектот, колкава е ликвидноста и дали е заклучена. Кај меме коините тие работи често се многу поважни од самиот хајп. Затоа денес гледаме токени што за еден ден прават огромен промет, а веќе следната недела никој не зборува за нив. И токму тоа е реалноста на денешниот меме коин пазар. Се движи екстремно брзо. Еден пост, еден инфлуенсер или еден вирален твит може целосно да го смени прометот и ликвидноста на некој токен за само неколку минути. А токму поради тоа многу луѓе денес влегуваат во меме коини не поради технологија или долгорочен проект, туку само поради надеж дека токенот може експлозивно да порасне за многу кратко време.